Драги ученици, добре дојдовте во денешнава училница на час по математика. Денеска со мене, наставник Марија од училиштето Никола Карев од Пробишти, ќе научите да броите по 3 и 4. Цел на овој час е да се оспособите да правите низа што расте за 3 и 4 и да сватите дека броењето по 3 и 4 може да ви помогне за скратено собирање, односно множење со бројот 3 и 4. Часот ќе го започнеме со потсетување како броевме по 2, 5 и 10. Вака изгледаше броењето по 2. Кога правевме низа што расте за 2, добивавме низа од парни броеви. Кога броевме по 5, добивавме што? Низа од еден непарен, еден парен број, или цифрата на единиците во низата е 5 па 0. 5, 0 и се така наизменично. А кога броевме по 10, добивавме парни броеви, односно низа од цели десетки. Сигурна сум дека добро го имате совладано броењето по 2, 5 и 10. Затоа предлагам денеска да научиме да броиме и по 3 и 4. Овде имаме едно парче од табелата стотка, но забележувате дека ги има броевите од 1 до 30. Сега ќе броиме во чекори по 3. Броењето по 3 значи дека ќе почнеме од бројот 3. И секој трет број ќе го изговараме. Значи 4 и 5 ќе ги прескокнеме, а 6 ќе го изговореме. Тоа изгледа вака. 3, 6, 9, 10 и 11 ги скокаме, 12 го изговараме, 15, 18, 19 и 20 ги скокаме, 21, 24, 27, 30. Ако ја разгледаме оваа низа, ќе забележиме дека добиваме наизменичен, непарен и парен број. Еве, 3 непарен, 6 парен, 9 непарен, 12 парен. А овде е прикажано парче од табелата стотка од 1 до 40. На него ќе го покажеме броењето во чекори по 4. Прв број е 4. Сега, наредните 3 ќе ги прескокнеме, а четвртиот ќе го изговориме. Така да ќе добиеме 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29, 30 и 31 ќе ги скокнеме, ќе го изговориме 32, 36 и 40. Доколку ја разгледаме низата што ја добивме, ќе забележиме дека добивме низа од парни броеви. Малку подобро да го анализираме броењето по 3. Кога броиме по 3? Кога имаме групи што се составени од 3 предмети. Во случајот имаме 3 јаболки. Тоа е една група од 3 јаболки. Ако додадеме уште една ваква група, ќе станат 6. Третата група, ако ја додадеме на претходните две, ќе имаме 9 јаболки. 4 групи се 12 јаболки. 5 групи 15. 6 групи 18. 7 групи 21 јаболка. 8 групи 24 јаболки. 9 групи 27 јаболки и 10 групи 30 јаболки. Ајде заедно да ја кажеме низата што расте за 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Одлично. Оваа низа, ако ја направиме како бројна оска, така што од озгора ќе биде низата што расте за 3, а од оздола ќе бидат броевите од 1 до 10. Што ни кажуваат долните броеви? 3 е прв број, 15 е петти број, 24 е осми број и 30 е 10 број поред. Тоа е всушност скратено собирање или множење. Сега ќе ви се разјасни подобро. Еве овде имаме групи од по 3 топчиња.
колку групи имаме? 5 групи. Сега ќе видиме кој е петтиот број на оваа бројна оска. Тоа е 15. Значи во ова множество имаме вкупно 15 топчиња. 5 групи по 3 топчиња се 15. Овде имаме групи од по 3 моливчиња. Ајде да изброиме колку групи имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 групи. Каде е бројот 7? Еве го. Врз него е бројот 21. Тоа ни кажува дека 7 групи по 3 моливчиња се вкупно 21 моливче. Ајде да видиме сега дали ќе се снајдете сами. Еве групи од по 3 јаготки. Избројте колку групи имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи, колку јаготки имаме во ова множество? Одлично, 24. Сега броиме пчелки. 1 група, 2, 3, 4, 5, 6 групи. Каде е бројот 6? Овде, значи, во ова множество имаме 18 пчелки. 6 групи по 3 пчелки. Се надевам дека ви е јасно ова. Сега ќе го објасниме броењето по 4. Овде имаме групи по 4 моливчиња. Значи започнуваме од бројот 4. Ако на 4 додадеме уште 4 ќе стане 8. Понатаму уште 4 12. Уште 4 16. Уште 4 20. Па 24, 28, 32, 36 и 40. Ајде да ја кажеме низата што расте за 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28, 32, 36, 40. Рековме дека оваа низа е низа од парни броеви. Исто ваква бројна оска ќе направиме и со низата што расте за 4. Со тоа што ќе ја напишеме, значи во горниот ред, ќе ставиме една линија, а одоздола броевите од 1 до 10. Постапката е иста. Ајде да видиме колку групи имаме овде по 4 топки. Така, колку топки имаме во ова множество? Одлично, 16 топки. Овде имаме групи од по 4 банани. Да видиме колку имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 групи. Колку банани ќе имаме? Одлично, 28 банани. Ова е навистина лесно. Сега ќе ве оставам сами. Ајде да видиме. Обидете се. Колку групи имаме? Одлични сте. 8 групи, вкупно 32 топки. Овде имаме, така е, 10 групи по 4 банани, вкупно 40 банани. Сега во вашата тетрадка ќе напишете наслов броење по 3 и 4. Ќе ве оставам 10 минути да ги дополните низите со броеви што недостасуваат. Бидејќи првата низа започнува со бројот 3, тоа ни кажува дека оваа низа ќе расте за 3. Во неа, значи, ќе броите по 3. А втората низа започнува со бројот 4. Значи, ќе броите по 4. Ве оставам концентрирано и успешно да ја завршите оваа задача. Време е за проверка. Доколку твоите низи изгледаат вака, одлично. Доколку некаде си сгрешил, ќе те замолам да ја поправиш грешката и во иднина да внимаваш. Представувањето на броење по 3 и 4 може да се направи и со мрежи за броење. Ова е исто така многу лесно и ви помага за скратено собирање, тоест множење. Кога сакаме да броиме по 3, правиме 3 колони, а 10 редови надолу. И ги запишуваме броевите по ред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и се така до 30. Што ни кажува редот? Еве, например, шестиот ред.
Шестиот ред значи дека имаме 6 групи од по 3 предмети. 6 групи по 3 предмети се 18 предмети. Четвртиот број ни кажува дека 4 групи по 3 предмети се вкупно 12. Со ова ја добиваме таблицата за множење. А мрежата за броење по 4 ќе биде со 4 колони. Една колона, 2, 3, 4 и 10 редови. Еве, бројот 5, што ни кажува дека 5 групи по 4 предмети се 20. Бројот 9 ни кажува дека 9 групи по 4 се 36. Ја гледаме последната колона. Ова ни е всушност таблицата за множење со 4. Сега, во твојата тетрадка ќе ги напишеш овие бројни оски со броеви што растат за 3 и броеви што растат за 4. А потоа ќе ги решиш и овие задачи со множење на претходно прикажаниот начин. Ти оставам 10 минути да го завршиш ова. А сега ќе видиме дали точно си постапил. На 3 места, ако имаме групи од по 3 предмети, тоа се вкупно 9 предмети. 5 групи по 3 предмети се 15. 7 групи по 3 предмети се 21. Дали вашите производи се 9, 15 и 21? Одлично. А сега одиме на бројната оска со броеви што растат за 4. 2 по 4, еве го, тоа се 8. 6 по 4, 24. 9 по 4, 36. Одлично. Верувам дека правилно и точно ќе имате завршено вашите задачи. Ова беше училишниот дел, а сега е време за домашната задача. Овде се дадени неколку низи што растат за 3. Меѓутоа, не почнуваат сите од бројот 3. Еве, например, овде прв број е 6, па ако додадеме 3, ќе го добиеме бројот, одлично, 9. И се така, значи ќе ги потполните броевите што недостасуваат. А овде имаме групи од по 4, тоа значи дека ќе треба да броите по 4. Ќе добиете низи што растат за 4. И затоа што многу умно слушавте и концентрирано, можете да вежбате на табелата стотка, доколку го скенирате овој код, да си правите низи, што растат за 3, што растат за 4 или со други броеви во разни бои. Доколку не сакате ова на компјутер да го проследите, ќе кликнете под линкот што е даден под видеото. А овде се дадени уште две интерактивни игри. Едната е за низи што растат за 3, односно броење по 3 и броење по 4. Значи, оставам на вас. Дали сакате на телефон да ја играте играта или на компјутер? Ако сте за телефон, го скенирате кодот. Ако сте за компјутер, кликнувате на линкот под видеото. Ве оставам да уживате и да учите преку игра. Ви благодарам на вниманието.